Планинарското друштво Согово ја имаше една од најбројните групи на традиционалното искачување на врвот Голем кораб, што по 26 пат се реализираше во рамки на одбележувањето на Денот на независноста на Македонија. На освојувањето на највисокиот врв во нашата држава учествуваа вкупно 18 планинари од Кочани, иако интересот бил двојно поголем. Сепак, поради објективни причини за дел од нив било откажано учеството во акцијата, а останатите учесници успешно стигнале на височина од 2764 метри. Иако турата се смета за средно тешка, во текот на искачувањето планинарите се соочиле со тешки временски услови проследени со силен ветар, врнежи од дожд и снег и температура под нулата. При тоа во двата правци тие поминале 20 километри, а била искачена висинска разлика од околу 1500 метри. Реализирањето на оваа акција е 45-та поред за планинарското спортско друштво Согово од почетокот на годината, со што успешно се реализира годишната програма за работа на 80-тината членови на друштвото. Набиената агенда се исполнува со организирање и по неколку активности во текот на викендите, како што беше неодамна, кога 4 групи се искачуваа на исто толку планински врвови. Активностите на нашите планинари продолжуваат и во наредниот период, при што за престојниот викенд е планирано учество на акцијата за искачување на врвот Руен, што го организираат членовите на планинарското друштво Калин Камен од Крива Паланка. За 16 и 17 септември пак ќе се реализира искачувањето на Олимп, највисокиот врв во соседна Грција, за каде групата од Кочани повторно ќе биде меѓу најбројните, со оглед што веќе се пријавени 20 планинари.